Самиот чин на испраќање на писмо од амбасадорот на САД треба да не загрижи сите, рече денеска премиерот Зоран Заев, одговарајќи на пратеничко прашање на Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН, дали како премиер е разочаран од писмото што амбасадорот на САД во Македонија Джес Бејли го испрати до судските институции, а во кое ја изразува разочараноста што неговото име е користено како оправдание за судските одлуки. Многу често амбасадата е злоупотребува. Амбасадорот го има тоа кај мене е неколку пати номинирано, кај шефот на опозицијата номинирано и кај многу други политички представници. И јас сум еден од сведоците и во времето на Пржинскиот договор или слично, се зборуваше Американската амбасада тоа го наметнала, Европската унија тоа го наметнала. Сите знаеме дека ние ги носевме одлуките. Како што кажа Заев, дополнителни појаснувања и детали очекува посредбата на неговиот советник за надворешна политика Дане Талески со заменик амбасадорот, за да може да даде и конкретни одговори. Што се однесува до отворање на прашањето пред судскиот совет, како што праша Милошовски, Заев најави дека тоа ќе биде направено доколку се утврди дека имало злоупотреба на името на амбасадорот. Реков веќе што сум направил, за тоа што јас го имам како надлежност преку советникот кој што комуницира директно на дневна основа, на неделна основа со повеќе амбасади, така и со Американската амбасада, да знаеме детали, токму со конечна цел да расчистиме. Ако имало таква работа, да се посочи и да се понесе одговорност. А ако немало, да биде на чисто. Американскиот амбасадор Джес Бејли вчера испратил писмо до председателот на Основниот суд Скопје 1 Иван Џолев, во кое пишува дека е разочаран од секојдневните информации што стигнувале до него, дека суди носиле пресуди и одлуки за притвор под диктат на амбасадата на САД. Писмото било испратено и до министерката за правда Рената Десковска, председателката на апелацијскиот суд Лидија Димчевска, председателот на судскиот совет Зоран Караџовски и до председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски.